Вести на Канал 8. Без решение останува состојбата со зградата на поранешен воен одсек во Кочани. Нејзин собственик е државата, а од општината се жала дека тешко комуницираат со корисниците на просторот за подобрување на условите што се под сите стандарди. Продолжува распаѓањето на зградата на поранешен воен одсек во Кочани. Градиот надворешен изглед го дополнува уништената внатрешност, со што објектот повеќе наликува на сцена од хорор филм отколку простор во кој треба да работат државни службеници. Со оглед што се наоѓа на фреквентна локација во централното градско подрачје, неодминлива е забелешката од и неопходна е итна интервенција и поправање на состојбата за да се подобри запуштеноста, за што сугестија имаше и на последната седница на Советот. Како што оде работата, ќе ја снајде судбината на тука хотел центар и други некои што има. Дали има можност општината тука да помогне, бидејќи е баш у централното градско подрачје каде што поминуваат сите и транзитно и случајно и намерно што доаѓаат. Градоначалникот Димитровски рече дека локалната самоуправа се обидела да преземе мерки за поправање на состојбата со објектот, но досега безуспешно. Според него, тешко се комуницирало со институциите на државно ниво, кои, исто како и општината, користат простор во зградата. Општината се ангажира на тоа прашање на нас за 4 години. И тражиме согласност да за тоа го сменивме деталниот урбанистички план таму е предвидено да имаме една зграда повисока, мислам дека е со уште 2 ката надградба. И ние како општина сме спремни тоа да го направиме, меѓутоа многу е комплицирано, многу е тешко да се комуницира со администрацијата. Заради тоа што таму се 4 собственици, односно заедно со нас општината 5. А собственик е Република Македонија. Така да е комплицирано, постојано работиме, предметот е веќе малку по-голем, ни препорачуваат различни патишта, последен пат е да од секој поединечно добиеме согласност дека ќе се исели во периодот додека се гради таа нова зграда и дека понатаму ќе им дадеме потпуно истиот простор кој што го имаат сега. Зградата на воен одсек, како што е позната меѓу граѓаните, е изградена пред повеќе од 60 години и во целиот период имала само една посериозна градежна интервенција во почетокот на 80-тите. Во меѓувреме, поради протекување на таванот, внатрешноста на канцелариите и ходниците е уништена, а сериозни оштетувања има и врз паркетот на подовите и кај скромниот канцелариски мебел. Поради големата влага и мемла, службениците кои работат овде принудени се и во лето и во зима да ги држат прозорците ширум отворени. Општина Кочани годинава планира да ги расчистува патиштата во Рицко-планинскиот регион, зашто предвидува да издвои од буџетот околу 50.000 евра. Јавниот тендер за избор на изведувач на работите е веќе објавен и трае уште 10 дена. И во 2016 година ќе се реализира редовната годишна активност со која се обезбедува проодност на земјените коловози до тешко пристапните и оддалечени места на територијата на општина Кочани. За разлика од минатата, за идната година, општината планира да ја зголеми сумата пари што ќе ги намени за прочистување и порамнување на патиштата во Рицко-планинскиот дел на оддалеченост до 30 км. Порастот изнесува скоро 60%, односно од околу 1.800.000 денари лани до година за истата намена се планираат над 3.100.000 денари. Според предмерот во техничката спецификација, предвидено е со дел од парите да се пробијат неколку километри патишта, а останатите средства да се наменат за прочистување на локалните патишта во должина од 55 км. Уште 40 км треба да бидат порамнети со машина грейдер. Исто како и досега, планирано е да се набават и распостелат околу 90 метри кубни дробен камен, што служи за тампонирање на коловозите. Јавниот тендер за избор на изведувач за расчистување на патиштата во Рицко-планинскиот регион е веќе објавен и трае до 21 овој месец. Градежните работи ќе се изведуваат сукцесивно до крајот на годината, согласно потребите на терен. За сите зацртани задачи изготвена е предмер пресметка согласно програмата за уредување на просторот во руралните подрачја за наредната година. Зголемениот број случаи во кои има обиди за пуштање фалсификувани пари во оптек го запали црвениот аларм во јавноста. Според откриените вакви нелегални постапки, регионот е во врвот во државата.
Вкупно 19 случаи на пуштање во оптек на фалсификувани пари во текот на оваа година се откриени во источниот регион. Најмногу од нив, дури 12 се во Штип, а 4 во Кочани. Со интервенција на полицијата, откриено е дека се работи за нелегална постапка, за што против сторителите се поднесени соодветни кривични пријави до судовите. Сепак, и покрај превенцијата, криминалното однесување на поединци не запира, а трендот на промет со така наречени фалц пари е во пораст. Специфично е што 4 откриени случаи во Кочани се само во последните 3 месеци, што не значи дека во текот на годината немало и други. Граѓаните се загрижени поради ваквата појава и велат дека им е страв да не наседнат на измама, иако сметаат дека можат да ги препознаат фалсификатите. Некои од нив успешно се справиле со парите за кои забележале дека се разликуваат од оригиналите. Препознае по таа линијата. Што има на страната линијата, препознае. Тоа на свадба ми се деси. Ојдеме да заменеме од музичарите и они не дадат фалсификати. Кога одеме дома, видиме. Не е дошло до рака до сега, такви мора да се познават. Те имат посебно број, мислам, на тие имат се посебно на тие пари број. И за тоа може да се препознавам. Не може да ги препознам, што ќе ги препознам. Они направат ги толку убаво што не можеш да ги познаеш. Сега треба ептен на ракето, овие дилерите ги познават повеќе и ќе ги препознават, а ние секојдневно што работиш, помалку што работиш со пари, да речеме, ја денеска у раците не фанам пари. И што ќе ги препознавам? Од секторот за внатрешни работи предупредуваат дека граѓаните треба да внимаваат кога примаат банкноти во поголеми апоени. Според анализите на Министерството за внатрешни работи, најмногу фалсификати има кај банкнотите од 50 и 100 евра, како и од 500 и 1000 денари. Еден од најнеобичните случаи за нивно откривање беше оној кога 51 годишен штипјенец со 3 фалсификувани банкноти во апоени од по 100 американски долари се обиде да ја плати нарачката во кебапчилница во Кочани. Основното училиште Раде Кратовче продолжува со организирањето хуманитарни спортски надпревари. Целта е да се соберат финансиски средства за помош на нашиот сограѓанин Методи Митев, кој треба да се лекува во странство. Вработените и учениците од Основното училиште Раде Кратовче продолжуваат со хуманитарните активности за помош на наши сограѓани на кои им е потребна парична поддршка за лекување во странство. За собирање на парите, тие во изминатите години организираа спортски надпревари од ревијален карактер, при што финансиските средства од продадените влезници ги наменуваа за хуманите цели. Од училиштето велат дека се подготвуваат за нов хуманитарен спортски надпревар, што ќе се одржи идната недела. Оваа година исто организираме таков хуманитарен ревијален надпревар за нашиот сограѓанин Методи, на кого му е потребна голема сума на пари за лекување во Кина. Надпреварот ќе се одржи, малку има промена од ланска година, ќе биде значи ракомет играње, родители со наставници во спортската сала Никола Карев, вторник во 20 часот. Приликата ќе искористам да еден апел до сите граѓани, бидејќи е хумана акцијата, а цената е символична на картите, тоа се 30 денари, што помасовно да дојдат да ја посетат нашата хуманитарна манифестација. Освен надпреварот во ракомет, ќе има и забавна музичка програма, во која ќе се представи училишниот хор, а учениците ќе имаат и ритмичко-балетски настап. Вработените и учениците во Раде Кратовче својата хуманост ја покажуваат и кон нашата сограѓанка Ленче Манова, за која исто така организираа акција за собирање парична помош. Освен тоа, постигната била согласност меѓу наставничкиот персонал сите заеднички да го посетат хуманитарниот концерт на групата Монистра. Уште еден хуманитарен спортски надпревар ќе се одржи викендов за помош на Методи Митев. Како граѓанска иницијатива го организираат средношколците од Средното општинско училиште Лупчо Сантов. Желбата да се покаже хуманост на дело ја реализираат и ученици од Средното општинско училиште Лупчо Сантов. Тие се придружуваат во напорите за собирање на потребните средства за помош на Методи Митев, кому му е потребна медицинска интервенција во Кина. Иницијативата е на група ученици, преточена е во организирање фудбалски надпревар, што ќе се одржи викендов. Тоа беше наша последна идеја, а ние немавме ништо врска со младинската организација. Дојде сама идеја да му помогнеме на некој начин со хуманитарен надпревар во мал фудбал,
кој ќе се одржи во недела. Ќе играат професори против ученици. Влезниците може да се набават во кафулињата во трговскиот центар, Magic кафе, Авангард, Класик, Унипап и Либеро кафе. Цената на влезница е 30 денари. Надпреварот ќе се одржи во салата на Основното училиште Никола Карев во недела 4 часот попладне. Иницијаторите на надпреварот ги повикуваат сите граѓани, особено помладите, да дојдат што помасовно и да помогнат во собирањето на потребните средства за помош на Методи Митев. В сабота во 19:30 часот во галеријата Венеција во Виница ќе биде отворена самостојна изложба на уметникот Иво Пецов со наслов Меѓуодноси. Изложбата е составена од слики меѓу кои преовладуваат темите меѓуодноси и нетрајно, а се создадени во техниките акрил на хартија и масло на платно. Изложбата ќе ја отвори Орце Павлов, а посетителите ќе имаат можност да ја видат до 9 јануари 2016 година. Проектот е подржан од Министерството за култура на Република Македонија и Сдруженијето на уметници од Виница. Следува информацијата од спортот. Футсал екипата од Основното училиште Никола Карев во машка конкуренција е победник на меѓузонскиот надпревар. Ќе учествуваат на државниот турнир надпревар што во февруари ќе се одржи во Вевчани. Одличната игра на зонскиот надпревар од пред една недела го повтори машката футсал екипа од Основното училиште Никола Карев на меѓузонскиот турнир што во организација на Сојузот за училиштен спорт се одржа во Свети Николе. Во финалниот надпревар, нашите ученици беа подобри од своите врсници од Основното училиште Илинден од Крива Паланка, совладувајќи ги со резултат 3:1. Со тоа, екипата од Кочанското училиште се стекна со право да учествува на државниот надпревар, што од 18 до 20 февруари идната година ќе се одржи во Вевчани. На меѓузонскиот турнир во Свети Николе, освен нашата екипа, победа во вториот финален надпревар извојува и екипата на Основното училиште Тодор Арсов